Днес во Гостивар во посета е министерот за одбрана Зоран Лјовски. Господине министре, која е целта на вашата посета? Целта на оваа посета дека во Гостивар е за мене како член на владата на Република Македонија се сретнам со граѓаните од Гостивар, да ги видам кои се прашањата кои што ги мачат на граѓаните на Гостивар и како можеме ние како влада да им помогнеме. Исто така да ги информирам за тоа кои се плановите за развој на армијата на Република Македонија, за развој на одбраната на Република Македонија и да добиам нивни мислења за одредени прашања. Каква е состојбата денес со мигрантската криза? Видите, ви кажам, во овој момент мигрантската криза можеме да поделиме на два дела овдека во Македонија. Едниот дел е јужната граница. Ако споредиме бројката на мигранти кои што беа во средата, гледаме одредено намалување, односно еден помал дел од мигрантите од идомени се враќаат назад кон југ. Меѓутоа, се уште ситуацијата е сложена, бидејќи имаме околу 11.000 мигранти во наша јужна граница. Припадниците на Арама се доле на границата, ние внимателно ја следиме состојбата на границата. Кога има потреба, праќаме дополнителни единици да им помогне на полицијата, бидејќи ние даваме подршка на Министерството за внатрешни работи и соодветно се распределуваме во јужниот регион. Тука не е само Гевгелија, туку покриен делот што е околу Дојран и Богданци. Да се вратиме малце на законот, кој до ноември минатата година припадниците до 35 годишна возраст им представуваше работниот однос. Сега со новиот закон тоа е прологирано до 45 години, но и после тоа. Овака, со поранешниот закон припадниците, професионалните војници, да сме бидеме прецизни, им престануваше работниот однос во армијата со навршени 35, односно 38 години. Сега прво го продолжиме тој период и тие ќе може да служат во армијата на Република Македонија до возраст од 45 години. Меѓутоа што е можно значено е тоа што по навршувањето на 45 години ние како Министерство за одбрана во соработка со другите државни институции обезбедуваме вработување за нив. Например, ево сега во овој момент во текот на утрешниот ден ќе има потпишување на договори со 112 поранешни професионални војници кои што им завршил односот, работниот однос со армијата, сега ги превземаме и ќе ги вработиме во други државни институции на Република Македонија. Благодарам за интервјуто. Да искористам приликата и да поразговараме со пратеникот во Собранието на Република Македонија, господин Сашо Чимовски, кој што воедно е председател на Комисијата за одбрана и безбедност. Докаде е законот за ДДВ, кој што е наменет за купување на оружје на армијата, а и исто така и за становите. Да. Токму така, законот за ослободување на ДДВ и царини и даноци, со кој што требаше армијата на Република Македонија да набави најсовремено оружје и воедно и да се ослободи за купување на станови на активниот војни цивилен персонал, беше поднесено страна на владата преку Министерството за одбрана во Собранието на Република Македонија уште пред 2 месеци. Меѓутоа и покрај интензивните консултации со опозицијата, бидејќи во интерес на граѓаните на Гостивар треба да се знае дека овој закон треба да се донесе со двотретинско мнозинство или потребни беа 82 глас. Меѓутоа и покрај чекањето од 2 месеци, пред 10 дена истиот овој закон веќе беше на собраниска расправа, меѓутоа и покрај нашите аргументи не да идовме на слух од страна на опозицијата, од страна на СДСМ. СДСМ беше против овој закон и на тој начин не помина овој закон во Собранието на Република Македонија и со тоа се ускрати можноста да армијата на Република Македонија набави оружје без царински давачки ДДВ или од прилика негде за 30% помалку во однос на она што е предвидено. Становите се уште остануваат? Исто така и становите, иако треба да бидеме јасни за граѓаните на Гостивар, ова повластена стапка од 5% ДДВ ја имаат сите физички лица. Токму Министерството за одбрана сакаше преку намалување на стапката од 18% на 5%, значи при купување на овие станови, како што напоменав, од страна на активниот војни цивилен персонал во армијата на Република Македонија, да се изедначи со сите останати физички лица на територијата на Република Македонија. Меѓутоа, законот не помина, да видиме во некоја понатамошна прилика. Веројатно и до распуштање на собранието нема да има можност, но веројатно новиот состав тоа ќе го реши. Да се надеваме дека со новиот состав во парламентот во собранието на Република Македонија ќе има поголем слух од страна на опозицијата, истиот ќе биде донесен.